Деновиве разбрав нешто, слушнав поточно, прочитав, што ме израдува малку ме израдува. Папата ја прогласил 2025 година за јубилејна година. И си викам, овие сигурно знаат. Да, сега. Не дека мене ме гледале, но они знаат. Сепак, причината за радоста беше што малку ми евоцираше некои пријатни спомени. Знаете, јубилејната година беше 50-та година во секој јубилеен циклус. И јас во 2025 година влегувам на 50 годишна возраст. Дали се сеќавате која беше претходната година од наше време, која што папата ја имаше прогласено за јубилејна година? Се сеќавате? Не знам дали е така. Не знам дали е така. Се сеќавате на 2000-та година. Таа беше прогласена за јубилејна година од тогашниот папа Јован Павле II. Интересно беше, всушност се сеќавам дека беше за јубилеј беше прогласен целиот период од 24, мислам, декември 99 до 6 јануари 2001 година, мислам така некако беше. Значи целата 2000-та и некои денови пред и после неа. Интересно е, и новиот милениум влезе во 25-та година. Денес и благо, че има многу повеќе од тоа. На почетокот на 2000-та година, јас пак имав 25 години. Колку што сега има 21 век. Не цели, но ете влегол во 25-та година. Се сеќавам на саботата 1 јануари 2000 година, која што беше првата нова година во мојот живот, што решив да не ја чекам таа нова година. Току ми беше толку убаво што решив да си легнам да заспиам, без да чекам нови години, како пред тоа. И сакав да се разбудам утрото со сите 4 цифри променети. 1999 во 2000-тарка. Не знам дали се сеќавате на тоа утро. Тоа беше едно прекрасно сончево утро, а тука во Скопје снег, бело, се покриено со бело, а ведро и сончево. Беше по распоред, требаше јас да отидам да ја земам баба Цвета од незиниот дом Карпош 4, за да ја донесам тука на богослужение. Се менувавме инаку јас, Данило и Трајко Тренчев, покоен, да ја земаме баба Цвета од дома и да ја носиме на богослужение. Тој 1 јануари и следната сабота 8 јануари 2000 година држев проповед во 2 дела под наслов Јубилејната година. Тогаш прв пат проповедав за темата Јубилејната година. Мислам дека
Станало и Перса, тогаш бевте во Витлеем, нели? Не Египет и Израел, а Благојче и Стефане беа во Локве, така се сеќавам. Кога ли помина толку време? А дали ќе ја дочекаме 50-та година? Средината на овој век? Да се подсетиме малку на една математика. Ако е 2025-та, значи јубилејнава година, тогаш која ќе биде следната јубилејна година? Се сеќавате како беше? Да, значи 49 години подоцна, кога? 74-та година, кога јас ќе имам 100 години. Што мислите, ќе живее светот до тогаш? Тешко. Потоа следната јубилејна година, која ќе биде? После 74-та? 2100? 23-та. 2123-та. После 98 години од денес, така. А после неја? 2172, кога Борче ќе полни 200 години. Ке се бројат таму воопшто. Изгледа малку смешно, нели, или малку повеќе, дали воопшто ќе постои светот во тие идни години што ги споменавме. Интересно е што според кинескиот пагански календар 2025-та година е година на змијата. И навистина годината започна многу змијски. Например, со пожарите во Јужна Калифорнија. Јас немав намера да зборувам за нив, меѓутоа бев замолен нешто да ја испитам таа работа. И едно е сигурно, дека како и сите други пожари, и овие се човечко дело, намерно, резултат на заговор, но чие, кога, како, времето ќе покаже или дури Божиот суд. Но видите што е тука интересно. Овде еден извештај вели дека шумските пожари во Лос Анџелес, вели, веќе беснеат трети ден, градот на паднатите ангели. Се вели дека површината опфатена со пожар надминала над 6.500 квадратни метри, 6500, а пожарот се шири со брзина од 3 хектари во минута. Во една минута. Како е тоа? Може ли се го замислиме тоа? 3 хектари во минута. Огнот веќе ги изгорел домовите на некои познати глумци, на Леонардо Ди Каприо и некои други холивудски глумци.
и целокупната штета од досега направена од пожарот изнесува 57 милиарди долари. Замислете. Оно што ми е малку невообичаено, и поранешни години, минатата деценија, слушавме и читавме за пожари во Калифорнија, но обично лето, кога и се случуваат. Сега среде зима, со новата година. Како започна, се сеќавате како започна оваа апокалиптична деценија? Јас стоев на ова место саботата 4. јануари 2020 година. Ви посакав срекна нова година, значи датумски исто како минатата сабота, 4. јануари. Ви посакав нова година и нова деценија и додадов една желба да биде последна. Оваа деценија да биде последна. Не помине долго време, изби пандемијата COVID, кое што од тогаш наваму направи оваа деценија навистина да изгледа како последна. Еве сме на средината на оваа деценија. Дали воопшто ќе ја доживееме 30-та година? Во Јужна Калифорнија, освен домот на брат Мирче, се наоѓа и адвентистичката болница Лома Линда. Оние кои што го составија документот на Генералната конференција, со кои што застанаа на страната на зверот, на страната на амалгамацијата. А адвентистичката црква има историја на чудни, невообичаени пожари, кои што еднаш во времето на Елена Вајд ја изгореа болницата, адвентистичката болница во Мичиген тоа време, на доктор Келок, и ја изгореа и печатницата која што ја печатеше неговата еретичка книга, пантеистичката книга. Јас немам податоци што случува во контекст на пожарот со Лома Линда, но и за неа, и за сите други адвентисти во тој регион, се молам Господ да ги поштеди и ова да им послужи како лекција. Извештајот што него прочитав вели дека почнале да горат многу познати населби, се споменуваше и Беверли Хилс и некои други во Јужна Калифорнија, а оно што најмногу ми се допадна е дека пожарот ги опфатил и веќе почнале да горат буквите на Холивуд од пошуменото Риче, каде што се наоѓаат. Не знам до сега дали изгореле, дали веќе не постојат. Чудна работа како да започна Божиот суд од запад. Прво со социјалистичка и содомска Калифорнија, прво со Холивуд, и сега дали треба да очекуваме дека ќе продолжат овие судови на исток, се до кај нас. Истовремено имаме вести и од далечниот исток, од Ротшилдова
Кобајаги Народна република Кина. Нешто сомнително таму се зборува, почна да се зборува за нова епидемија, новиот вирус, како се викаше, ХМПВ, мислам. И како веќе почнува да се шири, и нешто тоа ми личи многу познато. 2020 година беше последната година која што датумски личи на оваа 25-та година. Нова година среда, првите две саботи, 4 јануари, 11 јануари, во 2020 година. Се сеќавате? Јас се сеќавам, например, на денешен ден, 11 јануари, не бев тука, останав дома, бидејќи со мајка ми се случија посебни компликации. Значи, на 4 бев тука, на 18 бев тука, на 25 јануари, повторно не бев тука, кога гостуваше братот Сергеј со бугарите и, да, студентите. И некако, како да почнува да ми се повторува 2020 година. Дали е ова вовет во новата пандемија, што одамна ја најавува? Дали чека и ја планира за оваа година? Не знам, времето ќе покаже. Но, има нешто што сакам посебно да го нагласам. Ако Господ го дозволи тоа, и ако се случи сега нова пандемија во 25-та година, дали ќе ни биде полесно или потешко? Би требало полесно, зашто? Еднаш ги победивме. Сега бив требал да влеземе во втора рунда. Но, оние што ја загубија првата рунда, се прашувам. Било да се верници, било неверници. Многу христијани, многу адвентисти. Дали сега би биле излажани по втор пат, се прашувам. Не би требало. Постои, значи, според мене, постои и надеж да не се случи пандемија, затоа што премногу е наивно да пробаат да го излажат светот со иста финта. И пак од Кина, пак на исти начин. Дали на Фейсбук почна да се појавуваат некои мемиња, некои вицкасти пораки. Уште од сега изјавувам за предвреме дека нема да ја примам вакцината против новиот вирус и така натаму. Но, можно е пак, ако планирале, ги волите, Господ да дозволи пак нова пандемија од една друга причина. Знаете, што се случува кога паѓаме на еден ист греф, на едно исто искушение, на еден ист испит паѓаме? Што се случува после? Господ секогаш ќе те доведе пак на истиот испит, истото искушение. Зошто? За да го победиш. За да го победиш и да отидеш понатаму на повисоко скалило. Затоа е можно Господ да дозволи, ако ги волите тоа го планирале, нова пандемија со многу слични елементи, како пред 5 години, за да мнозина овој пат
добијат втора шанса. Втора шанса да бидат послушни на Господа, а не послушни на новиот светски поредок. Но се надевам тоа да не се случи. Можно е и едното, и другото. Кинеска година на змијата. Да се подсетиме на Христовите зборови. Јас ги памтам во Марко, последната глава. Евангелие по Марко, 16 глава. Ке почнем да читам од 15 стих, Евангелие по Марко, 16 глава, од 15 стих. Па им рече, значи кога Христос на крај се збогува со учениците, пред да ги напушти, после своето воскресение, а пред своето вознесение, одете по сиот свет и проповедајте го Евангелието на секое создание. Кој ќе поверува и се крсти, ќе биде спасен. А кој не поверува, ќе биде осуден. А знаците на оние што ќе поверуваат, ќе им бидат овие. Кои знаци ги најавил Христос? Со моето име ќе истеруваат демони. Ќе говорат нови јазици, ќе фаќаат змии, еве змијата. И ако нешто смртоносно испијат, нема да им наштети. А вирусот ќе ви наштети. На болни ќе полагаат раце и тие ќе оздравуваат. И уште еднаш ќе го поставам прашањето. За кого рече Господ дека ова ќе бидат знаци? На оние кои што ќе поверуваат. Господ не рече ова ќе бидат знаци на апостолите, што ќе ги прават апостолите. Апостолите ги правеле сите овие знаци. Сето ова во животот на апостолите се случувало. И во животот на многу светци после нив. Но сето ова, Господ рече дека ќе биде знак за на оние што ќе поверуваат. Па да веруваме, браќи и сестри, да не се плашиме. Што и да се случи во вторава половина од 20-тите години на овој век, веќе една рунда победивме, сега очекуваме да биде полесно, ако биде истото, но како на времето се приближува, како крајот се приближува, искушенијата ќе бидат потешки и потешки, но од ништо немаме причина да се плашиме. За секоја рунда, за секој испит, Господ дава сила, дава благодат. Единственото е, што треба да го направиме, е да пристапиме со вера. Токму со таква победоносна, сигурна и триумфална вера,
со која што младиот Давид влегол во битка, излегол на Мегдан против Голијата. Затоа споменав минатата сабота, цитирајќи ги Павловите зборови од Евреите 10 глава, да се сеќаваме на старите времиња, кога сме имале искуства, дори и на прогонства и страдања заради верата, заради Христа, бидејќи тогаш сме победувале со вера. И тоа беше воведот за 11 глава од посланието до евреите, каде што целата глава апостол Павле ја посветил на така наречените херои на верата. Значи, примери од целата старозаветна историја, кој што ги нарекол примери на вера. Па да почнеме сега со 11 глава. Што представува верата според првиот стих? Овој превод, ревидираниот, вели вака: а верата е подлога за увереноста во она на кое се надеваме, убеденост во она што не се гледа. Ова е познатата дефиниција на верата, како е преведено кај Константинов. Слично. А верата е тврда увереност во она на кое се надеваме и убедување за нештата што не се гледаат. Да размислиме малку, бидејќи ова е наречено дефиниција на верата во Светото писмо. Да размислиме малку што кажува ова дефиниција. Значи, што е верата? Тврда увереност. Дали го разбирате ова? Значи, ако веруваш, тука нема простор. Верувам, ама не верувам. Верувам, ама се плашам. Не сум 100% сигурен. Верувам, ама ми фувка. Имавме ни еден таков израз. Во смисъл се плашам. Верувам, ама не сум сигурен. Дали е тоа вера? Верувам, ама се сомневам. Дали е тоа вера? Ако имаш малку сомнеш, ама малку, 0,001%. Дали е тоа вера? Видите, кога Петар пропадна во брановите, се сеќавате што прво му кажа Христос после тоа, кога го фати за рака? Зошто што го праша? Зошто се посомнева маловерни? Дали се препознаваме себе си на местото на Петар, иако не сме пробале баш да одиме по вода, но ово е еден куп други животни ситуации, секој од нас за себе. Дали се сеќаваме на Христовите зборови, ако и речете на оваа планина, тоа и тоа, таа ќе ве послуша, на онаа жилава смоква, таа ќе ве послуша. Како?
Верата е тврда увереност на она на која се надеваме. Сега. Значи, едно е да се надеваш. Имате надеж. Имате надеж дека Христос повторно ќе дојде. Дека воопшто постои таму горе на небото. Дека ќе има воскресение на мртвите. Имате надеж за сето тоа? Да. Лесно е да се има надеж. Исповедаме вера во сето тоа? Да. Тоа е малку потешко, бидејќи мнозина не го прифаќаат и не исповедаат вера во тоа. Но ете, барем за нас е лесно. Се навикнавме. Третото прашање. Веруваме во тоа? Исповедање вера и имање вера не се исто. Не е исто. Тоа се две различни работи. Верата е тврда увереност во она на која се надеваме. Значи, тука нема место за никаков сомнеш. Значи, тврдо убедени дека е тоа така, затоа што Господ рекол. Точка. Не ти треба друг доказ. Не ти треба ништо повеќе. Господ рекол и точка. Како што велеа некои конзервативни американци. God said it. Како беше докторе, се сеќавате? Бидејќи Господ рекол, that settles it, односно, тоа е завршено. Штом Господ рекол, точка, тоа е сигурно. And I believe it. И јас го верувам. Затоа што Господ рекол, затоа што Господ ветил, не ти треба ништо повеќе. И од сега натаму си тврдо уверен дека е тоа така, затоа што тој кажал дека е така. Не постои, размислете, дали постои некоја посигурна подлога за вистината или вистинитоста на нешто од Божјата реч, од Божјиот збор. Дали постои нешто посигурно од тоа, на што би можеле да се подпрете, под цврста даска, под камен, подлога, било што. Посигурно од Божјиот збор. Може да ви текне нешто такво? Нешто што е посигурно. Дали, например, во некоја научна лабораторија со инструменти, со испитувања, мерења, дали може тоа да ви биде сигурност, посигурно од Божиот збор? Дали дури и да гледате нешто со очи, со уши, да слушате, дали е тоа посигурно? Дали нашето лично искуство е посигурно од Божиот збор? Не, зашто? Зашто не можеме да бидеме излажани. Не е лесно може да бидеме излажани. Нашите сетила, нашите очи, нашите уши многу лесно може да бидат излажани. Не постои ништо посигурно од Божиот збор. Вториот стих. Зашто преку неа, преку верата, старите добија сведоштво. Го разбираме овој стих. Преку неа постарите добија сведоштво, вели другиот превод. Кои се овие стари? Се сеќавате на моето прашање од мај последен пат, а и порано. Колку вери постојат? Според Светото писмо, колку вери постојат? Една. Како беше Ефесијаните 4:4? Еден Господ, една вера, едно крштение.
Еден, една, едно. Прекрасен стих. Се сеќавате на една, за мене, многу драга песна, што на времето ја пеевме тука. Минатиот век, не знам последен пат кога била запеана овдека. Таа најстара вера. Се сеќавате на таа песна? Не знам, имаме во нашите песенки таа песна? Во друга, да. Значи не е, во песнарката не е. Таа најстара вера. Би сакал да ја запееме, не сега. Би сакал да ја нарачам, може да ја нарачам? Нема да кажам за која сабота, но ќе платиме ако треба, нема проблем. Ќе се претплатам. Одамна ја неам чуена, сакам да ја чуеме некоја народна сабота и да ја пееме. Таа најстара вера. Третиот стих. Преку верата разбираме што? Дека вековите се создадени со Божјото Слово, така што видливото произлегло од невидливото. Како разбираме? Како настанал светот? Како настанал човекот? Да. Знаете, ние луѓето сме изгледа така програмирани да прифаќаме како веродостојна информација сето оно што ќе ни се каже на училиште, домашно воспитание од родителите и така натаму. Точно или не точно? Да, точно. Нас ни се кажуваше цели генерации, цели децении наназад за тоа како настанал светот, за тоа како настанал човекот. Го веруваме тоа? Ама сите го зборат. Во сите училишта. Основни, средни, факултети. Сите го зборат. И сега уште го зборат, на? И Христос се роди, и Христос воскресе, и Бог се јави, сето тоа се кажува, и ќе се нацртаат пак следната недела на кеот на Вардар, за фрлање крстот, и премиери, и градоначалници, сите, ама во учебниците и на училишните часови се уште проповедаат нешто друго. Како настанал светот? Значи, тоа вака ми личи. Значи, тоа вака ми личи. Прво не учеа дека е вака, ама сега како самите да велат, знаеш што, вака е, ама не сме баш сигурни. Мене така ми личи. Вас како ви личи? Знаеш што, вака е, ама може би е овака. Може би е овака, како што кажува Библијата. Демократија. И мнозинството се уште го бира варава
на тие демократски избори. Но за нас прашањето е, веруваме ли како што вели Библијата? Во почетокот Бог го создаде небото и земјата. Веруваме ли? Преку верата разбираме дека вековите се создадени со Божиото Слово, Божиот збор, и дека видливото произлегло од што? Од невидливото. Како велеше таму 133-тиот псалм, кој беше? Зашто тој рече и се создаде. Како се создаде? Божиот Слово, Божиот збор, Божиото Слово, Божиот Син, Логосот, создавал. Тој заповеда и се појавија, бидна. Како што читаме во првата глава, Битие. Господ рече да биде тоа, и бидна тоа и тоа. Ама како бидна? Па бидна со Божиот збор, со Божиото Слово, не со нашето Слово. Со неговата сила, со неговата мудрост, не со мојата. Прашањето е дали ние го веруваме тоа. Го веруваме или не? Сигурни сме или не? Ако веруваме, сме сигурни. Верата е тврда убеденост. Значи, нема простор за сомневање. Нема простор за сомневање. Знаете, деновиве прочитав едно искуство што никогаш порано го неам чуено, а тоа е дека еден адвентистички пастор по име Нобел Александър, така беше представен, своевремено бил уапсен, бил мисионер во Кастрова, Куба, значи социјалистичката, народна. И ние живеевме во такви републики. Бил уапсен заради верата и откако бил уапсен, поминале многу месеци, кај што не можел да ги види ниту својата сопруга, ниту малото дете што го имале. Бил изложен на многу тортури, на многу маки и значи, бил фрлен во една јама исполнета со фекалии до уста практично. Тој требал да се бори на прсти како да се одржи за да не му влезе низ уста и нос. Но еден специфичен детај што имав прочитано е дека прво бил фрлен во една дупка полна со змии отровници, еден куп змии, и таму ја поминал првата ноќ во комунистичкиот затвор. Сабајле жив и здрав, се разбира. Исто како Даниел во лавовската јама. Видите, овие чуда зашто читаме во Библијата, во делата на апостолите, и ден денес се случуваат. Кој е единствениот услов за да се случуваат? Верата. Верата во Божието Слово. Тврдата увереност дека она што Господ кажал, тоа така и ќе биде, ќе се исполни, само затоа што тој кажал, и тоа е најсигурната основа за вера, за верување, бидејќи од Божието Слово не постои ништо друго што може да биде посигурно. И дори со 4-тиот стих, апостол Павле почнува со конкретни примери од старозаветната историја, но со нив ќе продолжам, ако даде Господ живот и здравие, следната сабота. Размислувајте. Читајќи ги примерите и за Каин, и за Авел, и за останатите, што се наведени во оваа глава, што било вера во нивниот случај, а што било невера. Пример,
Авел и Каин. Што било вера во случајот кај Авела, во нивниот конкретен случај, а што било невера во случајот на Каин? Тоа е прашањето за размислување и ако даде Господ живот и здравје, ќе продолжиме следната сабота.